А за еден влюбеник во опишаниот збор ќе говориме и во наредните минути. Ви го представуваме Леонардо Змајшак, млад активист, практичар од областа на маркетингот, но и двократен национален дебатен првак на Македонија. Од неодамна и автор на книгата Раскази "Зошто ме тргаш од звездите", чија промоција се случи неодамна во читалната на средното училиште Орце Николов во Скопје. Импресијот за своето прво литературно дело ова утро со нас поделува токму Леонардо Змајшак. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, пред се благодарам на приликата. Благодарам за тоа што секако ја прифативте поканата. Мислам дека со оглед на возраста можеме и слободно на ти. Да, апсолутно. Така е. Ајде вака, ќе започнеме некако вака со цел да ги запознаеме и нашите гледачи со твојата приказна. Како одличен ученик кој што бил активен на повеќе полиња, своите афинитети кон пишаниот збор ги покажуваш уште во основно образование. Потука ќе те прашам како се роди љубовта кон пишаниот збор и генерално кон македонскиот јазик. Па, мислам дека уште од најрани години сум имал некоја потреба, некоја желба која што горела во мене, да се изразам на некаков начин. Сега верувам дека повеќе млади луѓе имаат и секако го повлекува во различна насока. Меѓутоа, кај мене тоа беше дефинитивно пишаниот збор, како што кажавме, книгите, целиот тој книжевен свет. Можеби бидејќи и од рана возраст читам, и цел тој свет навистина ме повлече, можев да се идентификувам со него и лесно да се претопам не само во читател, туку еве денеска и во писател, односно во креатор. И сега, она што е интересно и вреди да се напомене е дека земаш учество во сите училишни литературни конкурси, закитувајќи се со голем број на награди, а од градската библиотека Браќа Милодиновци во Скопје во 2015 година добиваш признание за читател рекордер на годината. Што е она што го мотивира еден млад човек како тебе толку многу да чита? Па, како што кажав, надоврзувајќи се, мислам дека сето тоа е една голема потреба некој да се изрази, бидејќи верувам дека сите од нас како повеќе растеме, како доаѓаме во контакт со светот и автоматски своји ставови креираме, идеи, концепти кои што почнуваме да ги застапуваме и веќе таа потреба тие да се искажат многу прераснува понатака во тој жар кој што го зборував. И воедно книгите се едни од најбогатите искуства кои што го формираат еден млад човек и верувам дека оние кои што навистина фокусирано ги уживаат и во целосен сјај, истиот печаток би го имале. Средното училиште го продолжуваш во гимназијата Орце Николов, од каде што уште повеќе ги прошируваш своите познавања и вештини од областа на литературата и пишаниот збор. И сега како плод на целата љубов кон книгите и кон пишувањето и твоето прво дело, збирката Раскази "Зошто ме тргаш од звездите". Ќе те прашам, од каде впрочем дојде до идеја да напишеш една ваква збирка Раскази? Па јас пишував без некоја намера да створам некое дело, меѓутоа сватив дека тоа може да биде нешто од кога го напишав всушност првиот расказ по редослед, расказот насловен Бравата, каде што идејата е доби во некоја секунда вака од секојдневието, буквално за еден миг блесна од почеток до крај кај мене во глава. И потоа тоа беше едно многу убаво искуство пред се за пишување, бидејќи истата вечер кога ја добив идејата седнав и до некои рани утрински часови во еден здив го напишав расказот и многу емоционално веднаш се поврзав со него и почувствував такво некое неповторливо чувство како да сакам да го споделам со сите во светот, да видат што имам јас да кажам и која приказна имам да ја раскажам. И почнав веќе да размислувам во таа насока, неколку ети коментари и мисли на поддршка од моите најблиски дефинитивно ме втурна додатно во таа насока, па потоа веќе природно тоа прирасна во што го имаме тука денес. Спомена расказите ги пишуваш во еден здив, се случува ли често да добиеш моментална инспирација и да седнеш да напишеш расказ одеднаш? Па генерално сите раскази кои што се тука се на тој принцип пишувани. Бидејќи за оваа книга дури кога знаев дека сакам да ја напишам, односно да имам некоја конкретна збирка, воопшто не се форсирав да имам некој рок за расказите или пак да си речам дека морам да напишам или слично, туку едноставно се само плод на некоја таква силна инспирација. Моментална инспирација. Да, точно, и поради тоа мислам дека е дел од убавината на книгата, бидејќи воопшто на никој начин не бев одврзан, е слободна мисла во секоја смисла на зборот. И сега неодамна се случи промоцијата на книгата во читалната во средното училиште Орце Николов. Гледачите имаа можност да ги погледнат сликите во текот на разговорот. Она што ме интересира е какви се твоите впечатоци и како помина промоцијата на збирката Раскази? Промоцијата е настан кој што ќе го памтам целиот живот. Значи, навистина едно прекрасно искуство
особено за мене, а според тоа што слушнав и од луѓето кои што беа присутни, исто така и за секој од присутните. Пред се, како што кажав, тоа неповторливо чувство некогаш кое што ќе го добијам за раскажување на некоја приказна или споделување на некои мои идеи, тогаш имав прилика можеби во најсилна концентрација да го направам, бидејќи во читалната каде што се одржа во Орце Николов, скоро немаше ни место да се застане. Одзивот беше огромен и навистина позитивно ме изненади тоа. Верувам дека со голем фокус имав впечаток дека ме слушаат всушност сите кои што се присутни. И имавме направено убав концепт за всушност како ќе се движи настанот и навистина беше едно прекрасно искуство облиено во позитивни емоции. Леонардо, за секој автор првото дело се чини има посебно значење во неговата литературна кариера. Како се чувствуваше во моментот кога за прв пат ја зеде во раце збирката раскази? Многу интересен момент беше всушност, кога татко ми ја зимаше книгата од печатница, всушност, и ми ја донесе, јас бев излезен надвор, и всушност тој само ми подаде една копија, бидејќи бев со другарка на која што сакав да ја подарам книгата, и тој всушност само, како што застана на улицата, ми подаде една од копиите преку прозор, и продолжи да вози, бидејќи не можеше многу да застане на самото место. Јас всушност немав ни доволно време да го процесирам тоа, и ќе само ја земав, си го видов своето име, но пред се низ корицата ги видов моите идеи директно, и беше едно такво чувство каде што на неколку моменти се прашав дали навистина сум во реалноста или можеби сонувам, но дефинитивно нешто што подолго време, еве и уште до ден денеска кога ќе ја фатам, ме како да испраќа некои посебни импулси. Стана реалност. Коригираме доколку грешам, 8 раскази се пишувани во период од една година, и кои се оние основни теми кои што се обработуваат во рамки на оваа книга? Да, тоа е отприлика периодот во кој што сите настана. Сега верувам дека не би можел во еден разговор да ги опфатам сите теми, меѓутоа имам некои 4 како непишани секции кои што се појавуваат во книгата. Првите 2 раскази се фокусираат малку можеби на некои фантастични елементи, даваат некој мистичен шмек на случките и на тој начин ги искажуваат тие некои идеи и ставови кои што ги имам. Потоа имам 2 кои што се љубовни, кои што влегуваат во некој понедопрен дел од мене, кои што дури се прашував дали ќе можам да го споделам како така некој поранливо парче од себе. Понатаму имаме 2 кои што се родолюбиви, кои што се малку за моите корени, како се чувствувам кон нив, тема која што мислам дека е се поважна ден за ден младите луѓе да истражуваат. И за на крајот да имаме некои раскази кои што така ја испитуваат реалноста низ повеќе очи и малку се повеќе така критички ориентирани. Критичарите ќе напишат дека збирката раскази Зошто ме тргаш од звездите е симпатично четиво за зрењето, растењето, за сите дилеми, болки и радости кои што ги носи периодот на адолесценција. Колку реалноста што ја живееш секојдневно може да се најде во редовите на оваа збирка раскази, и со оглед на тоа што ги опфаќаш сите оние двојби со кои што се соочува еден млад човек, кои се оние предизвици и дилеми со кои што се соочува еден адолесцент од новите генерации? Прво што се однесува до реалноста, дефинитивно голем дел од случките и сцените раскажани во самата книга се инспирирани од мои лични искуства или од работи кои што сум ги сведочел. Меѓутоа, многу ретко би рекол дека раскажувам директно како што ми се случило нешто и постојано модификувам приказната, за да всушност на крај се искаже таа нека генерална идеја која што сум ја замислил и да биде конзистентно што пишува и меѓу редови, не само во редовите. Што се работи до тоа кои се двојбите кои што денешните или дилемите кои што денешните млади ги искусуваат, една начнавме како и самите теми. Прво за тоа дали да се остане во државата која што се помалку и помалку мислам дека имаат развиено некој национално чувство или чувство на припадност и патриотизам, и дали при такви услови да се напушти домот, дали е навистина толку лесно како што изгледа, како само да се купи авионска карта, или пак е малку поширока сликата. Од друга страна, сакав дефинитивно да ја поттикнам како идеја критичкото размислување и тоа да бидеш свој, можеби не најстор критичар, меѓутоа најбуден критичар. Така што тоа се некои од темите. И што е на што те инспирира најмногу во слободно време? Кои се оние теми кои што може да те провоцираат да седнеш и да напишеш расказ? Си се убедал ли и во други литературни творби освен прозата? Или остануваш сепак верен на прозата?
Па во прозата мислам дека најмногу си имам конкретно пронајдено, меѓутоа секако дека сум пробал, сум пишувал и поезија, сигурно би можел во некоја верзија од моите приказни да ја направим во драмска верзија, тоа допрва ќе видиме. Меѓутоа, да, прозата дефинитивно ми е нешто што најмногу имам пронајдено и на некој начин мислата, кога ја размислувам во глава, по автоматизам тече во еден прозен манир, така. Очигледно си мултиталент. За време на средното образование влегуваш и во водите на она што се нарекува дигитален маркетинг, но освен пишувањето и говорењето ти е силна страна. Во учебната 2020-2021 година стануваш член на дебатниот клуб при Младинскиот образовен форум и станувајќи двократен национален средношколски првак во 2021 и 2022 година, добиваш и признание за најдобар говорник на турнирот, а досега имаш учествувано и на повеќе меѓународни дебатни турнири. Кои се оние најголеми успеси кои што ги имаш постигнато со дебатирањето досега и каде ја наоѓаш поврзната точка помеѓу говорењето, дебатата и пишувањето од друга страна? Пред се благодарам за пофалните зборови. Дебатата исто така ми е една голема страст, која што навистина ја уживам, иако можеби е сметана за некоја така школска дисциплина, надпреварувачка дисциплина, за мене тоа воопшто навистина го гледам повеќе како страст. И сите всушност овие кои што се успеси кои што ете ги наброја, се водени од таа страст, не од никаква обврска или пак од мотив да го наполнам CV-то или нешто слично. Овие се тие успеси кои што се најголеми. Јас би издвоил два моменти. Првиот е што во мојата прва година од дебатирање, кога бев само почетник, кога имав едноставно основа, загубив во почетничкото првенство, каде што дебатираат само почетници во полуфиналето. Меѓутоа, тоа беше една случка која што многу ме мотивираше, заедно со мојот тим, и успеав таа година го освојам целосното национално првенство, каде што нема лимит за искуството на дебатерите. И тоа беше навистина едно искуство кое што ме научи многу лекции и дефинитивно ми изгради во посилен карактер. А друго е со особена гордост што ја представував Македонија и на светското дебатно првенство за средношколци. Тоа навистина беше иако беше оваа година виртуелно и онлайн, навистина беше чест само да се добија таа прилика и да ја представам секако својата држава. И сосема накусо, бидејќи времето не гази, каде се гледа себе си во иднина, во која насока би сакал да се надоградуваш во годините кои следат? Па не сум сигурен кој од овие работи ќе ги одберам всушност за некако. Што ќе превладува најмногу кај тебе? Точно. Меѓутоа, едно нешто што знам и всушност најдобриот начин кој што сум го нашол да се опишувам е дека човек кој што не може да одолее да си ги истражува до крај страстите, така што едноставно знам дека сите овие работи во некоја форма ќе ги практикувам, па ќе видиме што ќе ни донесе судбината. Леонардо, благодарам за одвоеното време и гостувањето во денешното издание на Македонија наутро. Чест и задоволство ми беше да бидам твој домаќин, особено на вака млад и талентиран човек кој што знае што сака во животот и храбро цели кон своите зацртани соништа. Благодарам многу. Ти посакувам многу успех. Благодарам.